Стадион. Емисија за вашата вистина. Како што се договоривме пред месеци колку која беа во нашата студија тука Сашко Николов и Иван Јорданов, еве и сега во првиот круг го правиме тоа, една кратка 1 час и 10 минути ќе имаме сигурно време, дебата со кандидатите за градоначалници во Штип, тоа се доктор Сашко Николов, Иван Јорданов, СДСМ ВМРО-ДПМН, Ванчо Санев, ЛДП Дом и Симон Поликарп, Интегра, Македонска конзервативна партија. Поликарп и Санев ќе вклучи малку подоцна. На почеток веднаш, како тече кампањата? Задоволни сте? Имате ли забелешки меѓу себе нешто, да немате проблеми, да немате инциденти? Па видите, како што и се договоривме на почетокот, имаме една фер демократска кампања каде што и сите кандидати за градоначалници на еден фер демократски начин си ја презентираат својата програма, работат на терен со граѓаните. Имаме рекламен материјал кој што е пуштен на еден културен начин, како што доликува на една општина како што е Штип, и мислам дека имаме прекрасна изборна кампања. Сега дождов малце ќе не подосвежи, за да можеме да имаме едно јако финале до 17 октомври. Јорданов, обично опозицијата се жали. Па добро, јас мислам дека изминатиот период кампања го поминавме во разговори со нашите сограѓани, да им го презентираме сето она кое што ние го нудиме како политичка партија, како опција, но исто така ги коментираме и работите кои што не функционираат и треба да се променат. Аномалиите на системот на локално ниво, нешто кое што и претходниот период како опозиција го комунициравме, но сега малку поинтензивно затоа што нудиме решение на истите тие проблеми. Се надевам така ќе завршиме, како што спомна Николов, подпишавме кодекс за фери демократски избори и тоа ќе биде нашиот надпревар. Борба на идеи, предлози и проекти. Да ја прашам малку така потврди на почетокот пред да почнете да ги презентирате вашите приоритети. За програмата, Јорданов, доснеше вашата програма. Сега има озборување дека чекавте да видите што ќе објави СДСМ, па да препишете или да не дополните. Станува збор за технички проблеми. Ние нашата програма ја имавме во електронска форма, но во печатена форма имавме некои технички проблеми за да можеме да ја дистрибуираме до нашите поддржувачи, симпатизери и потенцијални гласачи, така да не станува збор дека сме тактизирале од тој аспект. Николов, Макфест. Фино се, меѓутоа доминантна, ако не и целосна доминација на Социјалдемократскиот сојуз. Партиска забава ја нарекуваат. Дали го поканивте против кандидатот или некој друг од ВМРО-ДПМН? Јас се сеќавам и ВМРО-ДПМН кога беше на власт на локално ниво и на централно, реши се истото да се случуваше. Кога ќе, еве, вие сте сега кандидати за градоначалник, кога ќе обезбедите еден обединителен момент, Маквест да биде на сите? Па, господине Стојано, дека во Макфестот оваа година беа поканети сите штипјани. Буквално сите штипјани. Беше поканет и господинот Јорданов, беа поканети сите советници од... Значи не дојдоа, така? Мислам советниците дојдоа, господинот Јорданов мислам дека заради протоколите, заради тоа што не е Да. вакциниран, не можеше да присуствува според законите, меѓутоа беше уредно поканет. Да. Како што беа поканети на Штипското културно лето сите, таму мислам дека не дојдоа, меѓутоа овде буквално како што дававме покани, како што го организиравме целиот тој настан, верувате, многу тешко и напорно да организирате еден прекрасен фестивал како што е Макфестот, и оваа година нивото на организација, задоволството на граѓаните, начинот на забавување со слушањето на овие наши македонски забавни мелодии, го дигнавме Макфестот на едно ниво, меѓутоа изорганизиравме да сите наши сограѓани присуствуваат, вклучувајќи го бизнис секторот, работничкиот сектор, обичниот граѓанин, политичките дебати. Кластер нема. Не. Значи ние ги почитувавме примарно како доктор ги почитувавме протоколите. Сите оние столчиња кои што беа наредени, затоа го направивме на отворено. Интересот примарно беше идејата да го направиме на плоштадот, меѓутоа интересот кој што се пројави не дозволуваше опција да го одржиме Макфестот на плоштадот, поради сепак имаме еден од помалите плоштади во државата. Да речеме, затоа одбравме во аква ресортот да го одржиме, каде што имавме и поголем простор. Има тука забелешка кога се избира приватен објект, дали е потребно тендер? Значи, вака ние за објектот ниту плативме,
ниту потрошивме неколку денари за објектот, него тоа беше една соработка, ќе ја кажам, само и сложност од страна на стопанствениците во Штип да учествуваат во Макфестот, да дадеме една нова доза на убавина, една доза на шарм и грациозност и грандиозност. Така да буквално се што беше со набавка помина преку јавни набавки. Зборуваме за компанијата која беше одговорна за сценографијата, за кореографијата, за организацијата, сите тие работи, уметнички директор, набавка на композиции, еден тон врски кои што јас како градоначелник мислев дека ќе можам јас да го организирам Макфестот, меѓутоа кога ми кажа што се треба да прави еден организатор, еден музички уметник или уметнички директор на Макфестот, нормално на шала го кажав ова. Направивме еден добар тим, докажан тим кој што со години назад го организира Макфестот и оваа година ново што беше беа водителите, ново беше начинот на кој што ќе ја продолжиме забавниот дел од Макфестот, каде што беше гласањето, каде што после гласањето имавме забавен момент со првата вечер беа забавни групи кои што буквално направија еден нов модел на Макфест, каде што нашите сограѓани не мораа да седат, него буквално ги тргнавме сите столици, поставивме високи маси, како концепт направивме да не се чувствуваат здравени гледачи. Јорданов, коментарно. Па добро, мојот впечаток во однос на организацијата и самиот настан за овогодишниот Макфест е малку поразличен, но еве не навлегувам затоа што е ствар на вкус. Тоа кое што го имам како впечаток е можеби имаше можност да се исконсултираат претходно граѓаните малку поинволвирани досега луѓе кои што имале можност да дадат своја вредност во минатогодишните организации на самиот фестивал, можеби во тој дел имам своја забелешка, но како и да е, ако ме прашувате дали можело подобро да се организира, секако дека можело, секогаш можеме подобро. Граѓаните ќе ценат и граѓаните ќе препознаат дали овогодишниот Макфест е на посакуваното ниво. Мораме да имаме на ум дека станува збор за година во која што ковид пандемијата си го зема својот данок и нормално дека во такви едни околности можностите за организација се поинакви и поразлични. Како и да е, Макфест е фестивал кој што општина Штип има обврска да го организира, да го одржува на едно посакувано ниво, затоа што тоа е наша задача, обврска и јас се надевам дека идната локална власт во иднина ќе направи многу повеќе по однос на ова, за да го врати приматот на Макфест од годините наназад и да го направи повторно престижен фестивал. И еве слушате, да го слушаме режија. Двајца, ајде кратко само со прашање, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Значи, немаме многу време, прецизен, конкретен. Столе, ако сакаш една минута и пол да дадеш, дај, ако не, скини ми и готово. Ајде, минута и пол, ајде. Мајката. Ајде, А да слушаме 30 години кандидати. 95% од СДС сите лажат. Од сите тие кандидати 95% исполнува во лажење преваѓа, а 5% во вистина. Од ВМРО 70% лажат. 30% Како ги утврди овие процентите, не ми е јасно. Верувај, ако веруваш, ако не оставиме, ќе заборавам што сакам да кажам. Ајде, добро, ајде. Ајде уште пола минута. Ова сега што се случува со Македонија. Македонија пропаѓа. Овој штетник денешниот владетел толку штета прави што не може да се замисли ова. А даде пари, милиони даде на општините, како ги даде, од каде ги даде, дали знае народот од кај се тие пари, дека се од нив позајмени од некаде дадени за штета на аеродромот во Штип што требаше да се прави. Благодарам. Добар ден за другата линија. Ало. Много добар ден. Ве слушам. Сезинам, дали може да речеме за другите кандидати што се заграничаваци друга емисија да во друг термин? Може. Ајде вие прашање за штипјаните тука. Не, мислам како кандидат да речеме, ако сум да ме примите мене. Вие сте кандидат или сакате да бидете кандидат? Тоа што сакам, јас сакам да бидам јавијатичар, нали? Космонаут. Ама јас сум кандидат. На кого сте кандидат? Сега не сакам да се се јавувате, а не сакате. Сега ви даваме просто... За интегра. Од за каде? Во која општина? За Гевгелија. За Гевгелија, како се викате? Кадиев Љупче. Љупче Кадиев.
Ајде, имаш минута и пол, кажи што ќе направиш у Гевгелија ако го добиеш градоначалнички. За минута и пол не го трошам мојот интелект. Дали сакате да ме примите? Наредната емисија ќе имате простор. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Многу се актуелни сега тие бесплатни летувања. Бесплатни. Кондори ако одат пешки, ако не користат автомобил. Бесплатни градинки, бесплатни ужинки, бесплатен превоз. Некои ветуваат само за пензионери, за студенти, за ученици, некои за сите граѓани во Скопје. Кога зборуваме за јавен превоз, Штип нема јавен превоз. Битола има, Тето порано имаше Штип. Имаше еден обид во времето, мислам дека беше Сарев градоначалник, меѓутоа да се покаже неисплатливо. Меѓутоа еве, сега дошт врне, таксито не знам како добро функционира, меѓутоа не е доволно за да со тој капацитет може да ги обслужи сите граѓани. Имате ли во вашите програми, во вашите размислувања на тема јавен превоз нешто? Да. Повелете, Јордан. Па добро, поднос на ова станува збор за економски неисплатливи дејности, кои што општина Штип, предпоставувам, во минатото имала неколку обиди да воспостави јавен превоз до подалечните дестинации, во подалечните населби, каде што ќе можат граѓаните директно да бидат поврзани со централното градско подрачје. Заради економската неисплатливост на економските оператори кои што треба да го обавуваат тој јавен превоз, досега тоа нема случајно. И затоа општина Штип предлагаме во иднина да има можност да субвенционира економски оператори кои што ќе го вршат јавниот превоз во нашиот град, за да се овозможи на крајот од денот граѓаните да имаат корист од тој јавен превоз. И ова е консензус кој што претпоставувам не само ние како политичка партија, претпоставувам дека и кандидатите за градоначалници во оваа изборна трка го најавуваат. Жалам што досега не се е случило да се реализира овој јавен превоз, но тоа е потреба затоа што имавме можност со нашите сограѓани кои што живеат во подалечните населби да искомуницираме и да ја воочиме таа потреба. Затоа општина Штип има обврска по однос на ваквите дејности да субвенционира за да има можност да се воспостави, еве, конкретниот случај јавен превоз, но и еве и за другите дејности. Спомнавте за некои други надлежности кои што можеби општина Штип нема директна ингеренција да оперира со или даваат своји услуги за граѓаните, но може да субвенционира за на крајот од денот да го подобри квалитетот на живот на сопствените граѓани. Па видите сега, ние малце сме по-конкретни во однос на прашањето со јавниот превоз. 4 години ја слушаме, ја разбираме маката кој што имаат нашите сограѓани од периферијата кои што треба да стигнат до централното или во некој дел од нашето градско подрачје. Така да во овие 9 месеци како градоначалник имав неколку средби со сите официјално регистрирани пријавени такси компании во нашата општина. Тоа се 4 компании и за нив некаде возат околу 70 до 80 такси возила. Состојбата на такси возилата, за жал, немаме механизам кој што може да ја контролира за да дадат некои услови и стандарди, за да биде тоа унифициран транспорт на нашите сограѓани преку зборуваме такси службите. Затоа направивме проект каде што со директна субвенција на овие 4 регистрирани такси компании, а на овој начин ќе го решиме и оние таксисти кои што се диви таксисти, нерегистрирани и прават нелојална конкуренција на овие кои што си плаќаат и данок и таксарина на самата општина, така да со една субвенција ќе ги унифицираме сите такси возила, станува збор 70 до 80 такси возила, сите ќе бидат енергетско зелени возила, тоа ќе бидат хибридни возила кои што нема да го загадуваат дополнително самата состојба и воздух во нашиот град од една страна, од друга страна со ваквата субвенција, дополнителна субвенција од самата општина да распределиме точки во периферијата на градовите, каде што наши таксисти, односно овие 4 компании ќе си имаат дежурна форма. Значи оваа недела тие две компании ќе дежураат на тие 4 точки за периферија и ќе имаат задолжение 2-3 возила да бидат на периферијата, а од друга страна наредната ќе се ротираат и на тој начин ќе обезбедиме континуирано присуство на такси возила во селата општина. Во меѓувреме дискутираме за регулација и формирање на така наречен јавен транспорт или јавен превоз. Јавниот превоз во оваа форма со буџетот кој што го располага општина Штип, некаде оваа година изнесуваше основниот буџет некаде околу 430 милиони денари.
плюс блок дотациите до милиарда, меѓутоа она со кое што општината располага 430 милиони денари, не се доволни средства за да можете да вложувате, инвестирате во јавен превоз, каде што имате се уште комунални водоинсталаторски, водоводни мрежи, канализационни мрежи, реконструкција на патишта, градење и ширење на населбата. Така да за почетокот, веднаш после изборите, започнуваме со субвенцијата према таксите, унифицирање сите такси компании да имаат исти тип на возила, иста боја на колите, исти стандарди, со што сите ќе имаат нови возила, 70-80 нови возила, со што ќе го решиме проблемот со дивите таксисти, и во натамошниот период, како што ќе в третата фаза од децентрализацијата, кога ќе се зголеми и задржувањето на ДДВ-то во најава дека 4 на 6% ќе остане, ќе добиеме дополнително поголем буџет и веќе ние со тие средства ќе можеме да планираме и воспоставување на автобуска линија. Само кратко, да се надоврзам. Може би Николов ќе има впечаток дека критикувам, но јас имам обврска да го кажам ова, дека во изминативе 4 години, во изборната програма за живот, која што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз партија, од која што доаѓа Николов и имал можност како советник да учествува во работењето на локалната самоуправа, е ветено јавен превоз, но не е реализиран. И мојот сомнеш е дека предизборно и овој пат во неговата изборна програма повторно се ветува јавен превоз, се ветуваат сите овие убави работи за слушање, но ако во изминативе 4 години не бил реализиран, како да веруваме и ние како опозиција, но и граѓаните, дека во следните 4 години, доколку ја добијат довербата од граѓаните, ќе биде реализиран? Или пак, зошто граѓаните да ја дадат довербата кога претходно биле буквално излажени? Тоа е мојата забелешка. Јас само да дам одговор за забелешка, заради тоа што во неколку емисии каде што гостуваме, ги слушам мислите забелешки, ќе кажам, не критики, па и да се критики треба да бидат критики, затоа сме опозиција, позиција, треба да се критикуваме. Секогаш Социјалдемократскиот сојуз кога работи ги става на вага приоритетите, она што е најбитно и најнеопходно на нашите граѓани. Затоа и проблемот со јавниот превоз по приоритет паѓаше, меѓутоа имавме сериозни инвестиции во општината кои што бара сериозни финансиски импликации и решавање. Меѓутоа, тоа што па моја забелешка према вас, вие денеска доваѓате после 4 години опозиција и доваѓате со повторно истиот предлог, ќе направиме јавен превоз. Не дадовте конкретен предлог како ќе го направите. Јас денеска не зборувам дека јас ќе направам јавен превоз. Јас денеска зборувам дека ние ќе ја подобриме комуникацијата меѓу периферните населби со центарот или со градското подрачје, на начинот кој што го кажа со субвенционирање и подобрување на условите и услугите на самите такси превозници, а во наредниот период со децентрализацијата, со третата фаза од децентрализацијата, со подобрување на средствата, ќе инвестираме во апсолутно наш општествен јавен превоз. Слушатели имаме двајца. Добар ден. Ало, Добре. добар ден. Сакам да го прашам градоначалникот во заминување. Господин Насашко, дали вработените во општина Бргала ги следува карти од затворениот базен? Како не ви разбрав? Дали вработените, повелете? Во општина Дали вработените во Бргала ги следува карти, бесплатни карти од затворениот базен? Од затворениот базен? Да. Другиот слушател, ајде, повелете. Ја ништо не слушам на овие мои слушатели. Ало. Се случи. Добро. Кој затворен базен? Еве тоа нека биде следната тема. Затворен базен исто. Па добро, јас пошто не одговорив, ако може да одговори, има прашање за него. добро. Вака сега прво господинот треба да го постави прашањето на менаџерите во АД Баргала. АД Баргала не е општинска имовина, не е ниту општински субјект кој што можеме како градоначалник да го менаџираме или водиме, а нормално карти ќе се има за сите наши сограѓани ќе се уживаат. Затворениот базен требаше да биде готово август месец и така и зборувавме во кампањата, во предизборната кампања во декември месец. Меѓутоа се случи дислокација, требаше сега, па сега во Сутна како ќе. Не, таму си се гради базенот. Прво беше што... Да. Добро, јас од кога зборуваме, значи тој беше започнат со градбата во блок 77 населба. Меѓутоа очекувавме со сите планови и акциони планови за работа дека до некаде август месец, септември треба да биде готов базенот. Меѓутоа оваа пандемија за жал не научи на едни нови работи, на ситуации каде што буквално со еден заразен може да се затвори цела фабрика, да се стопираат еден том проекти, така да се случи истото со Обезбедени се пари за тоа.
Не само што се обезбедени, базенот веќе се затвора и базенот се работи внатре, се е завршено. Само процесот на завршување на постапката на градење. Ради тоа што имавме проблеми со набавката на надворешните енергетски панели кои што беа за затварање на базенот, фирмата која што ги беше добила на тендер, збориме тоа е на централно ниво преку Агенцијата за млади и спорт, не можеше да испорача работата заради тоа што во тоа време на пандемија цела фабрика во, ако не се лажам, не ми држите за збор, мислам дека беше Германија, дека затвори цела фабрика и не може да ги испорачаат панелите, па мораше да се прави нова набавка. Меѓутоа тоа веќе завршено и активно се работи. Затоа ја реков да сме живи и здрави до декември би требало да биде затворен базенот, заради тоа што се работи активно, веќе нема никаква препрека која што би можела да го стопре затворениот базен и да сме живи и здрави во декември нашите сограѓани ќе можат да уживаат во базените во затворен кров. И за ова не верувате или ова е вечна тема базенот? Па добро, со право граѓаните реагираат на ваквите теми, имаат недоверба. Еве во конкретниот случај за затворениот базен, како да реагираат граѓаните поинаку, кога гледаме дека 4-та година се зборува дека ќе се гради затворен базен и дека што туку не е пуштен во употреба. Се провлекува изградбата, од избори на избори се свикува цела свита, се сликаат, се рекламираат дека што туку не е пуштен во употреба и така се разлекува периодот. И сето тоа остава сомнеш дека буквално нешто се прави. По однос на менаџирањето во компанијата Баргала, ние како опозиција доста често го комунициравме ова прашање во изминатиот период. Што е дилемата и што е она кое што граѓаните се го поставуваат како прашање? Во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз и на кандидатот за градоначалник Николов е наведено дека ќе се подобрува економската состојба во нашиот град. Иако градоначалникот нема директни ингеренции да ја подобри економската состојба, но има можност да креира услови, да преговара, да влијае од позиција на градоначалник, да се почитуваат правата на вработените, да се привлекуваат инвестиции, да се поддржуваат инвеститорите, да се стави општината како сервис на тие потенцијални инвеститори, но исто така и да се застапуваат правата на вработените во компаниите на територија на општина Штип. И што е сега прашањето? Нормално е дека граѓаните и јас и ние како опозиција ќе имаме дилема дали ова ќе се случи, дека ќе се подобри економската состојба во нашиот град, кога градоначалникот во фирмата во која што има најголемо влијание, затоа што е фамилиарно поврзан, не можел да изврши влијание, да ја подобри состојбата, да излобира да се почитуваат барем правата на вработените. Видите, ние сме свесни дека живееме во економска криза. Свесни сме дека последиците од економската криза ја трпиме сите, а најповеќе компаниите и вработените кои што останаа без работа. Но градоначалникот мора да ги застапува интересите и на вработените кои што останале без работа и да влијае со целиот свој интегритет, затоа што овие вработени на нечесен начин се оставени без работа без да имаат право да се пријават во агенцијата за вработување, за да имаат можност да имаат паричен надоместок до период до следно вработување. И тука е дилемата. Како ќе го менаџира Николов градот, кога не може да влијае во неговата фамилија да се изменаџира компанијата Баргала? Дозволиме да само за базенот. Дали во програмите на претходните мандати кога беше ВМРО ДПМН на власт на локално ниво го имаше базенот? Во програмите на централната не зборувам на локално ниво колку мандати, 3-4. Да бидеме чести до крај сега. Повторно ќе кажам. Ова е проект кој што е ветуван во минатото. Дека и од едните и од другите. Апсолутно. Дека Штип има потреба од затворен базен. Не го спори никој тоа. И никој не го спори. Но затворен базен со олимписки димензии. Потребата од еден таков објект е очигледна. Добро е да се направи и ова кое што Социјалдемократскиот сојуз го нуди како решение за помалите дечиња, за помалите генерации. Но нужна потреба на општина Штип е олимписки затворен базен. Повелете. Вака сега. Првен ме радува што господин Турданов прочитал малце за ингеренциите на локалната на самоуправа, меѓутоа не ги дочитал веројатно. И пошто во неколку наврати се спомнува Баргала, ја денеска малце ќе подобјаснам за Баргала.
Баргала е компанија повеќе од 30 на години, која што работи и делува на општина Штип, со преку 1000 вработени беше во еден период, меѓутоа кризата си го направи својот прва економската криза во 2011 година, а сега и пред 4 години имаше една нова криза каде што италијанските партнери на Баргала прекинаа преку ноќ и успеа, тоа не го зборувате, ми тоа треба да го кажете, дека 4 месеци без работа Баргала ги плаќаше сите вработени и ќе ви кажам точно која е сума, пошто секојдневно со мојата сопруга зборувавме во тој период како да помогнеме на тие вработени, ги плаќаа сите плати во износ на месечно ниво околу 300.000 евро. Така да дојде време и пандемијата. Пред пандемијата Баргала започна еден нов проект каде што произведуваше свој продукт и продаваше во странство, во Европа, во Германија, Холандија. Меѓутоа, за жал, март месец 2020 година пандемијата ги затвори, направи еден локдаун во цела Европа и тогаш настапи владата на Република Северна Македонија предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, каде што некои паметни луѓе измислија економски пакети и овие економски пакети почнаа да ја раздвижуваат економијата. Тоа беа директни финансиски инекции во стопанството со цел да се одржат предпријатијата во една добра кондиција за да ги издржат вработените. Се додека се течеше добро, се додека во парламентот опозицијата, не велам вие господин Јорданов, опозицијата настапи со блокада на последниот пакет мерки и ги исполнувате Баргала. Тие месеци, не само Баргала, тие месеци и сите текстилни компании мораа да отпуштаат луѓе. Мораа да остануваат луѓе без работа, заради тоа што не стигна и финансиската инекција од владата, заради тоа што вие, ВМРО ДПМН, направи блокада во собраницките процедури. Меѓутоа, зборувате од друга страна и за менаџерството. Господин Јорданов, не можете како градоначалник да влијаете на приватниот сектор. Без разлика што мојата сопруга е дел од Баргала. Главниот собственик и главниот менаџер си е господин Наум Барзов, кој што си ја води Баргала и како што си ја води, он си знае како е тоа најдобро, како градоначалник. И како сопруг на Катерина Барзова, јас не можам да влијам како да работи Баргала. Ниту пак можам да влијам како да работат останатите текстилни компании, каде што нашите текстилни работници, преку 3.500 текстилни работници, земат плата од овие предпријатија. Меѓутоа, тоа што како градоначалник можев да го направам во овој период, повикав 7 амбасади, 7 амбасадори кои што дојдаа од Русија, од Германија, од Велика Британија, дојде Шведска, дојде повеќе представници од амбасадите кои што дискутиравме и веруваат дека менаџерството се сведува на тоа. Обезбедивме барем за 10% текстилна компанија, обезбедивме работа преку овие средби, ради тоа што со директна комуникација меѓу амбасадите, нивните стопанствени предпријатија во нивните држави, направивме комуникација и денеска со гордост можам да кажам дека дел од нашата текстилна индустрија има веќе склучено договори, нови договори за работа со европскиот пазар, благодарејќи токму на овие средби, и тоа е учеството на градоначалникот и менаџирањето на еден градоначалник како да работи, да помага на предпријатијата. А додека вработените во Баргала, морам да кажам дека јас сум во брак со мојата сопруга Катерина 5 години, во овие 5 години без со огромна поддршка, без размислување, и незиниот брат и таја и незините родители се грижат за своите вработени. Дали се тоа медицински, дали се тоа помош за едукација, дали е тоа помош за купување на автомобили, станови, дали е било каква здравствена помош, помагаме на луѓето и продолжуваме да се помагаме на тие луѓе. Јорданов, една реченица затоа што имаме обврска, Даниел Арсовски имаме на линија, не можевме да ја стигнеме, па се договоривме во живо да ја пуштиме, а Шилегов претходно го пуштивме. Повели минута. Јас жалам што Николов повторно манипулирате дека причина за состојбите во Баргала е опозицијата. Не знам дали вие сами си верувате на ова што го зборувате, но реалноста таму е поинаква. Проблемите таму се провлекуваат многу поодамна. Не е точно дека не е исплатен сетот за поддршка на плати од страна на државата заради ВМРО ДПМН. Реалноста е таму дека вработените во Баргала последователно не се испочитувани. Им доцнат плати, добиле откази незаконски, не затоа што финансиската криза го земала својот данок, туку во образложението е наведено сосема друга причина заради која што не може да добијат паричен надоместок. И тоа е неправдата која што оваа компанија ја има направено према вработените. Жалам што вие како прв меѓу еднаквите не го искористивте своето влијание да ги соберете сите тие вработени таму, да им дадете правна помош и поддршка, да лобирате и да влијаете во вашето семејство
како прв меѓу еднаквите и да дадете личен пример дека ова не смее да се случува, луѓе да ни остануваат без работа. Само морам кратко да се обратам Затоа што што бев лично да. прозван. Господин Јорданов, предпоставувам дека не сте работеле приватен сектор никош во животот. Имам работено за ваша информација. Браво. Дали сте воделе фирма? Да. Браво. Одлична информација. Само да ви обяснам дека мешањето на локалната самоуправа, дали тоа ќе ги заштитува работодавачите или работниците, апсолутно нема ингеренција. Тоа што ние успеавме како општина да направиме е да ги поддржиме овие работници, да ги поддржиме работниците во текстилната индустрија. Се фаќате упорно за Баргала затоа што само Баргала може да ви донесе некакви политички поени со деградација на моето име поврзувајќи ја Баргала. Ја не ве прекинував додека зборувавте. Не ве прекинував додека зборував. Минутажата неколку И сега кога зборувате за Баргала, ве молам, треба да знаете дека Баргала си има свој приватен собственик. Ќе продолжи. Велосипедска патека во градското подрачје, Штип репер за зелен екоград, детска градинка за жителите од Три чешми, Балканска, Чадаклија, Железничка и Пребег. Олесното движење на граѓаните, здрав оброк за секој дете. Ова се дел од работите што можам да ги прочитам во програмата на Јорданов. Кратко, 3 приоритети, почнуваме со првиот. Па добро, имаме обврска да ги подобриме моменталните состојби во делот на инфраструктурата. Се обврзуваме дека поголемите населби како што се 8 ноември и Баби, имаме обврска да ги поврземе со булеварско решение. Булеварот Партизанска, кој што е практично прекинат кај затрупаниот базен, штипската јавност добро знае каде е тоа, во населбата 8 ноември, да биде продолжен до населбата Баби. Со тоа ќе се овозможни подобра комуникација, фреквенција, транзит на возилата и комуникација помеѓу луѓето. Ова е инфраструктурен проект кој што ќе ја подобри моменталната состојба во нашиот град. Меѓу другото, исто така, потребите кои што ги воочивме во разговорите со нашите сограѓани е исто така проширување на веќе постоечките сообраќајници заради конфигурацијата на теренот, оному каде што има простор и можност. Сообраќајницата, односно крстосницата, која што ги поврзува улиците Сремски фронт и Борис Крагер во населбата Сењак, е исто така точка која што мора да биде реконструирана. Место каде што има најголема фреквенција на возила и овде предвидуваме проширување и реконструкција на оваа крстосница, со што населбите Сењак, Баби, Дузла кои што гравитираат во тој дел од градот ќе имаат можност за полесен транзит и комуникација на граѓаните. Но исто така, обиколницата која што минува и е втора фаза недовршена, од населбата Железничка Пребег па низ мерите до Новосело кај бањата Кежовица е можност за граѓаните полесно да транзитираат покрај улиците, односно да се поврзат од едната страна на нашиот град до другиот крај. Тоа се работи кои што ги предвидуваме во нашата изборна програма и кои што се нужна потреба за да се олесни функционалноста во општина Штип. Она која што вие го напоменавте е потребата од зголемување на капацитетите на детските градинки. Во населбата Три чешми предвидуваме преадаптација на просторот во основното училиште за да биде преадаптиран во детска градинка, за да може дечињата од населба Три чешми да бидат згрижени во тие простории. Но исто така предвидуваме помеѓу населбите Железничка и Пребег нова детска градинка за да можат дечињата од овие околни населби исто така да бидат згрижени затоа што евидентна е потребата од повеќе капацитети во нашите детски градинки. И ова е нешто кое што мора да биде приоритет на секоја нормална локална власт. Приоритет за нас во делот на инфраструктурата е подобрување на водоводната мрежа затоа што сведоци сме за честите дефеци за застарената водоводна мрежа која што треба да се обнови. Нормално, Штип во овој момент нема финансиски капацитет целосно да ја обнови водоводната мрежа. Ние предвидуваме регионално, оному каде што е најзастарена, да почнеме со скада систем, вградување на еден скада систем преку кој што полесно ќе ги контролираме загубите на вода, но и полесно ќе ја обновиме водоводната мрежа приоритетно во оние региони, населби каде што таа е најдотрајана. Но исто така, наш долгорочен план и стратегија е да обезбедиме финансирање за да можеме целосно да ја реконструираме старата застарена водоводна мрежа и линија. Сето тоа кое што имаме можност да го презентираме пред нашите граѓани е ставено во нашата изборна програма за која што подкрепено е со пари, буџет, апсолутно со временска рамка,
Нормално, дел од проектите се финансирани од страна на буџетот на општина Штип, дел од проектите се финансирани, односно преку апликација на меѓународните фондови. Исто така, можност која што ни стои на располагање е да го разработиме локалниот економски совет, да го разработиме оделението за локален економски развој, за да можеме да аплицираме на европските фондови и да излеземе надвор од рамката на основниот буџет на општина Штип, за на тој начин да обезбедиме повеќе средства и повеќе проекти наменети директно за општина Штип, кои што во овој момент општина Штип преку основниот буџет нема капацитет и финансиска можност да ги реализира проектите кои што се наведени. Сето ова кое што јас го комуницирам е основна потреба. Јас и на претходната емисија кажав, нема да ветуваме нешто кое што популистички ќе биде наменето за купување на ефтини политички поени. Убаво е да се слушне брана, да се слушне жичара, да се слушнат некои мегаломански проекти, но не се реалност. Овие работи кои што ги ветуваме е проблематичен, секој почнува од себе. Ако вие победите, браната Отиња ќе продолжите или тој и Даниела ја прашав за бас рапидот. Вие браната што ќе правите? Видите, финансирањето за браната на река Отиња е од централната власт. Јас не можам од оваа времена дистанца да знам дали централната власт ќе ја финансира изградбата на брана на река Отиња, но очигледно е дека предизборно се врши манипулација на граѓаните на општина Штип, дека се гради брана како што се врши манипулација за сите други проекти кои што во овие 10-15 дена се презентираат дека ќе се прават. Замислете, истите машини, багери, булдожери се преместуваат од едно до друго место, од една до друга улица, се раскопуваат улиците на 10 дена пред избори за да се прикаже на јавноста дека нешто се работи. Добре. А во конкретниот случај се осложнува секојдневното функционирање на граѓаните, раскопани улици, кал и прашина. Да му дајме простор на Николов да одговори на ова последното и да почнам со програмата негова. Добро. Да. Па видите сега, јас слушнав убави проекти Булевар Партизанска, треба да знаете дека дали знаете како ќе го решите делот од Булевар Партизанска? Јас знам. Како? И конкретно ќе и ве во прашам. нашата изборна програма е Не напишано. оставете изборната програма. Се зборувам дали ги знаете проблемите кои што ги има на Булеварот Партизанска. Јас ќе ви кажам. Вака сега Социјалните ромски семејства кои што живеат покрај улицата Партизанска, првен треба да ги дистанцирате, да им обезбедите домови. Ние тоа веќе со проект, затоа Социјалдемократскиот сојуз работи долгорочно, гледа визија, гледа иднина. Направивме проект со типските куќи, кои што после нова година почнува да се градат, го завршуваме инфраструктурниот проект за локацијата на типските куќи. Отколку ќе ги завршиме типските куќи, почнуваме со реализација на инфраструктурниот проект кој што е поврзан со генералниот урбанистички план и новиот детален урбанистички план за инфраструктурно решавање на булеварот Партизанска, заради тоа што во овој момент немате поклопување на деталниот урбанистички план со позицијата на каде што треба да биде самиот булевар. Зборите раскрсница Сењак планирате. Раскрсница Сењак веќе од централната власт, Министерство за транспорт и врски, обезбедени се 24 милиони денари и завршени се сите проекти инфраструктурни, сообраќајни, побарање одобрување од електродистрибуција ЕВН и веќе од понеделник започнува градењето на раскрсница, на големата раскрсница во нашата општина. Од овој понеделник. Па на претходната емисија кажавте од понеделник, ама помина тој понеделник. Вие, господин Јорданов, мора да знаете дека времето знам, вие дали знаете? Времето врне, времето е вакво и како што е. Причина, така. Господин Јорданов, ќе бидете сведоци на почнувањето на работењето на самата раскрсница. Ја зборувате обиколница Запад, спомнувате мерите. Имате ли вие представа? Јас сум слаб со ориентација. Ви кажувам дека сум многу слаб со ориентација, секој се губам. Меѓутоа, не оди преку мерите, оди преку населба Превек, се спушта Провелко Влаховиќ прем позади местото викано Крстот, да се стигне до мостот на Брегалница. Ако одите по мерите, вие ќе завршите на друго место. Сега зборите, градинките ви се одличен проект ви се градинките и се сложувам со вас. Меѓутоа вие зборувате ќе правиме, сакаме да направиме, меѓутоа не кажавте од каде ќе обезбедите средства, не кажавте какви проекти имате направено за да ги предвидите градинките и ништо не кажувате, само кажувате, ветувате.
повторно се враќате ова што го тврдевте пред малце кога мафтавте со старата брошура од 2017 година, мислам дека беше така, не се лажам. Зборувавте за ветување кои што не ги се токму тоа го правите вие. Сега може да преминам на мојот дел од образлагањето за мојата програма. Мој градоначалник, зелена агенда, ова е општите. Само ќе имам можност да одговорам. Да, може хумана апсолутно, организација, економски развој, инфраструктурни инвестиции, а во Штип Вака сега, господине Стојан, ние нашата програма ја правивме се извинувам. за овој дел да го завршиме. Варете. Реченица за Јорданов. Да, кратко само. Значи, не знам, досега имавме неколку соочувања и од оваа место ветувавте дека проектите кои што ги имате ветено, дека ќе успеете да ги реализирате за неколку недели. Па така улицата Панче Караѓозов на претходната емисија ја спомнавте. Сте биле ли на Панче Караѓозов да видите? Не, дали сте биле на Панче Караѓозов? Значи е завршено тампонирањето, па сега граѓаните знаат дали е завршено. Се сликавте цела свита таму. Да. Цела механизација ја користите Сти за да се сликате и за да се промовирате дека е завршена Панче Караѓозов или дека се работи, но 9 месеци срамота е што не можете да ја завршите. Во исто време се сликате и се промовирате дека ја завршувате улицата Личка. Неколку месеци ви стои незавршена. Во исто време зборувавте дека ќе ги почнете конзолите на река Отиња од оваа место, на оваа емисија. Велевте на 15 септември ќе започнеме со конзолите. Каде се конзолите започнати? На претходната емисија спомнавте дека од понеделник ќе почнете со реконструкција на крстосницата Сремски фронт Борис Краѓер. За кој понеделник зборуваме? Зборувавте дека ќе ги реконструирате улиците Браќа Даневи и Солидарност. Вие не можете Панче Караѓозов, Патлиџани ви изникнаа, не можете да ја довршите, зборувате дека ќе реализирате сите овие проекти. Па вие за вашиот 9-месечен мандат, не зборувам за оваа изборна програма за живот каде што ветувавте мегаломански проекти. Зборувам за најосновните проблеми и потреби кои што ги ветивте во овие 9 месеци. Ветувавте гасификација, ветувавте конзоли, ветувавте канализација на населба Железничка. Па дали не се срамите со тоа што 4 години таму не направивте канализација и сега пред избори немате ниту проект, ниту предвидено средства. Почнавте таму да копате на местното население, да прикажувате дека ќе правите канализација на 5 дена пред избори. За каде зборуваш? Во населба Железничка вие добро знаете каква манипулација правите на тамошните. Само да се доискажам. Каква манипулација правите на тамошните жители. Значи сите само да поентирам. Само да поентирам. Ајде поентирате, пошто само поентирате веројатно. Ги раскопавте сите улици. Во Караорман, во Железничка глумите дека правите канализација. Панче Караѓозов ви е 9 месеци раскопана. Личка ви е раскопана. Немате абер од конзолите. Сето она кое што го ветивте како што е секундарна гасификација дека ќе го реализирате во овие 9 месеци. 100 типски куки кои што ги споменавте. Вашиот изговор дека вие работите на тоа и дека имате проекти. Гајли ми е мене и на народот дали вие работите и имате проекти. Туку треба на виделина да покажете што имате сработено. Во овие 9 месеци вие ништо од тоа немате сработено. Само ги раскопавте улиците 10 дена пред избори. Прикажувате една шминка, а сега предизборно мафтате со нови изборни ветувања. Како ќе ви веруваме ние и граѓаните кога ова го немате завршено и 9 месеци практично ништо не видов. Николов, повелете. Вака сега, господин Јорданов, мора да знаете да ги почнете конзолите. Одговорете го, после продолжите со презентација. Требаше да заврши Кеј Маршал Тито, се заврши и наредно е самата конзола на тротарните решени. Парите се обезбедени за конзолите. Моментално во населба Железничка се работи интензивно и се поставуваат канализационите мрежи, веќе граѓаните почнуваат и да стигнуваат и до самите домакинства веќе канализационата мрежа. Зборувате за Личка, зборувате за Панче Караѓозов. Личка завршено со тампонирањето и пресирањето на тампонот, требаше да започне со асфалтирањето, меѓутоа дошт, па вие треба видите. Мене ме чуди вашето непознавање на начинот на кој што треба да водите една општина. А вие сте требале да седнете, да прочитате, да научите што треба да работите како градоначалник и како треба да работите. Вашите соработници во партијата не ви објаснаа како се работи еден инфраструктурен проект. Меѓутоа нема да зборуваме за тоа што вие не знаете и не сте се educирале. Сега да зборуваме како општина Штип, градоначалникот со Социјалдемократскиот сојуз ја гледаат општината во наредните 4 години. Ние
Добри 3 месеци ја правевме оваа програма, базирана на сите информации кои што последните 9 месеци, последните 4 години интензивно на терен ги согледуваа нашите вработени, нашите луѓе кои што беа во секојдневна комуникација со луѓето. И затоа го поделивме во неколку крупни капитални проекти кои што се суштинско значење за нашата општина. Зборувате водоводот ќе сте го сменеле, пред некој ден ве слушав секундарната водоводна мрежа, бетонските цевки сакате да ги менувате, меѓутоа треба да знаете дека секундарната водоводна мрежа не е од азбестни и бетонски цевки, туку главната водоводна мрежа. И за да смените главна водоводна мрежа, вие треба да донесете вода. Така работи Социјалдемократскиот сојуз. Од многу знаење Правен видов донесе вода од хидросистем Злетовица 300 литри во секунда и сега во наредните 4 години ќе работиме на донесувањето, правилно носење на вода до нашите домови. Ќе ја смениме комплетно во главната водоводна мрежа, со тоа што ќе веќе обезбедивме средства од централната власт и дел од европските фондови за развој, обнови и развој. Така да тоа кошта 5 милиони евра, господине Јорданов, и веќе имаме изработен проект. Зборуваме по те инфраструктурни проекти. Вие спомнувате булевар Партизанска, пред малку ви објаснив дека вие не знаете со што се соочувате за да зборувате за булевар Партизанска и треба кога работите на еден проект, треба да знаете дека мора да ги решите сите проблеми кои што ги има булеварот. Значи инфраструктурниот проект кој што треба да се работи на булевар Партизанска не соодействува со ДУП заради тоа што на тоа место имаме дивоградби на наши социјално загрозени ромски семејства кои што ние најдовме начин да ги решаваме со 100 типски куќи кои што е завршен инфраструктурниот проект во насоба кој што не смееме да зборуваме бидејќи Европска комисија, каде што после нова година почнува да се градат истите и потоа ќе почнеме да зборуваме за решавање на проектот. До кога ќе Јас не го прекинував, меѓутоа презентира тоа. Културата му е на ниво, али во ред. Добро, без да. Значи, зборуваме за обиколница Запад, пред масата тренувте вие во погрешен правец да ја градите, меѓутоа тој проект исто така изнесува некаде 80 милиони денари, кој што е направен идеен проект и ќе се работи како што ќе обезбедуваме парите од централната власт, како што така ќе ги решаваме проблемите со обиколница Запад, господин. А зошто до сега не е направено? Зборуваме понатаму за реализирање на други проекти. Вие заборавате дека имаме еден мост во нашата општина кој што е многу деликатен мост, кој што е можеби главна крвна жила за излез и влез во нашиот град, мостот над реката Брегалница кај самиот базен. Реконструкција на тој мост даваме ние. Проект кој што ќе го правиме паралелно додека се вози. Така да зборуваме ние за големи работи. Тоа беше во инфраструктурниот дел, каде што решаваме улици, решаваме проблеми, решаваме инфраструктурни сообраќајни решенија за нашите сограѓани. Ради тоа што ние сме ги слушнали и сме ги гледали. Понатаму, третиот сегмент од нашата програма го зборуваме екологијата. Господин Јорданов, вие слушнав ќе правите екологија, ќе пошумувате. Како ќе пошумувате кога треба да донесете експерти од шумарски факултет, експерти од земјоделски факултет кои што разбираат какви вегетации треба да пошумувате, ради тоа што не е да стадите палми тука како во Скопје 2014. Значи, еколошкиот момент кој што го работиме ние во општина Штип е со решавање на загадувањето на главниот загадениот воздух. Треба да знаете, господин Јорданов, вие во ваше новосело дека 90% од нашите сограѓани се греат на огромно дрво. Затоа со субвенции кои што се обезбедени пари, што од централната власт, што од меѓугранична соработка, што од Источноплански регион, како градоначелник сум и председател на тој Источноплански регион, обезбедивме субвенции за енергетски ефикасни фасади кои што ќе ги ставиме, како што кажав, насаба Сењак 1, 2, 3, 4, Баби, 8 ноември, центарско градско подрачје. На тој начин ќе обезбедиме да не излегува топлината или да не излегува во летното време ладното во домовите, а потоа веднаш со субвенција од 1 милион евра ќе субвенцираме клима инвертери, со што ќе го намалиме загадувањето директно. И веќе направивме проекти за насадување и пошумување на околните шума. Со решавањето на инфраструктура, со решавањето на еколошкиот проблем за енергетски фасади. Па не може па ти збореше за тоа. Значи, со давањето на ефикасните енергетски фасади, ние го прекинуваме сенџирот на дрвокраството заради тоа што на тој начин овие што ќе крадат дрви треба да ги продадат, нема кој да ги купи. Така го решаваме и тој проблем. Господин Јорданов, да не зборувам тука за уште многу проблеми, треба да се види ова убава програма. Заради тоа што оваа програма не е правена по оно што сакаат да го слушнат нашите граѓани. Ова е правена програма по оно што им е потреба на нашите граѓани, заради тоа што 9 месеца како градоначалник бев секој ден меѓу нив. Секој ден ги слушав проблемите, секој ден ги слушав нивните идеи. И затоа многу лесно ја создадовме. Ни требаше 3 месеца да ги одредиме приоритетите.
приоритетите што е побитно да се стави, да се започне прво, второ, трето, четврто. Така да, господин Јорданов. А квалитетен влез на Штип имаме едно прашање. Влезот на Штип ќе се продолжи булеварски. Имате ли во програмата нешто? Тоа е, зборуваме кај републичката полиција. Да, од 3 чешмина како му да. Тоа е проект кој што е поврзан со централната власт. И ние не можеме во овој момент да ветиме дека општината има можност во едни вакви финансиски околности да го реализира тој проект. Во зависност од соработката со централната власт и со аплицирање на проекти, можеме да се заложиме за да влијаеме на процесот да овој проект биде реализиран. Никола? Значи, влезовите на општината, патиштата се под јавното претпријатие за државни патишта ЈПДП. Меѓутоа, тоа што треба да го знае господин Јорданов, не мора да значи дека ако влезот е на ЈПДП, излезот ние не може да го прошириме. Така е направено со дел од булеварот. Абе, господин Јорданов, слушате ли вие за приоритети за работење? Вие цело време Абе, вие бевте 8 години на власт. Во 8 години на власт вие ништо не направите. Сега да ви објаснам, дали знаевте дека булеварот Партизанска еден дел е на ЈПДП, еден дел е на општина Штип. Вие такви работи немате познавање, зборувате сега да дали треба да ги вклучиме Поликарп и Санев. Повелете. Значи, дегутантно е ова и крајно безобразно е вака да се манипулира штипската јавност дека го нудите најдоброто решение. Не, вие го нудите најлошото решение. Па зарем сите овие флоскули кои што ги употребувате предизборно да ги лажите, ќе направиме. Па зошто досега не сте ги направили? Ние правиме, господин Јорданов, правиме многу различно од сакаме, ќе се сплотиме, планираме. Ние работиме. Каде на дело правите нешто? Нашите граѓани. Па токму затоа што го гледат ќе ве казнат. Затоа што ги манипулират. Втор блок на презентација Јорданов. Или значи кој е вториот столб? Слушнавме неколку работи во првиот дел, во вториот дел имате 2-3 минути, повелете. Па добро, економската состојба во нашиот град е круцијален сегмент на кој што треба да се насочиме. Нешто кое што досега го комунициравме дека градоначалникот можеби нема директни ингеренции, но исто така може да менаџира и да креира услови за привлекување на домашни и странски инвестиции. Нешто кое што не го видовме во изминативе 4 години. И еве после моето излагање директно ќе го прашам господинот Николов. Која домашна или странска инвестиција отворила производствен погон во овие 4 години на територија на општина Штип? Кои работни места се отворени во овие 4 години на територија на општина Штип? Што направи општина Штип за да привлече, за да субвенционира, за да потикне дали домашни, дали млади претприемачи, дали да субвенционира или да ослободи од одреден данок некои потенцијални инвеститори и на тој начин да ја подобри економската состојба? Што понуди од аспект на индустријски зони? Што креира оваа локална власт во изминативе 4 години од аспект на изборни на индустријски зони? Освен тоа што мафтаа со празни ветувања, дека ќе креираат работни места, дека загарантирано ќе ги враќаат младите и ќе ги вработуваат, ништо од тоа не видовме. И затоа ние ставаме посебен акцент во нашата изборна програма на поддршка на домашните компании, на субвенционирање, на привлекување и на овозможување истите тие да го вложат собствениот капитал токму во нашиот град, преку овозможување на индустријски зони, места каде што ќе можат, ќе имате можност вие да кажете, јас во мојот одговор ќе кажам, нешто што вие не го направивте, ние ќе го направиме, а граѓаните ќе го препознаат сето тоа. Нормално дека индустријските зони ќе бидат лоцирани онаму каде што имаме можност да понудиме, а имаме можност на влезовите на нашиот град Штип. Едната индустријска зона која што ја предвидуваме е од Три чешми до Калимерово, а другата е после онаму каде што поминува и треба да поминува линија 2. Тоа е после Новосело каде што само да се доискажам, дали јас знам. Треба да знаете. Дали јас знам, граѓаните ќе проценат. Не сте вие во кое својство прашувате дали јас знам. Намалете си ја самобендисаноста и ароганцијата. Добро, продолжете, уште минути имате. После треба да Она кое што сакам да го истакнам е дека ние како општина мораме да понудиме можност младите генерации и младите кадри да бидат овде искористени. Да понудиме можност истите да бидат субвенционирани и поддржани како млади претприемачи, да се креира еден иновацијски инвестицијски фонд од страна на општината,
во соработка со бизнис секторот, но исто така да го искористиме потенцијалот на Универзитетот Гоце Делчев. Тоа што го спомнав, оделението за економски развој мора да добие посебно значење во понатамошното работење на локалната самоуправа. Затоа што жалам што во изминатите неколку години не сме смогнале сили како општина да го искористиме капацитетот и потенцијалот на нашите кадри, да бидат во корелација со невладиниот сектор, со Универзитетот Гоце Делчев и со бизнисниот сектор. Поврзување на бизнисот со Да универзитетот. аплицираат на меѓународни фондови и да реализираме низа на проекти со кои што ќе привлечеме домашни странски инвестиции, но исто така и грантови преку кои што ќе се подобри квалитетот на живот на нашите сограѓани. Втор дел за Николов. Значи, зборуваме за инфраструктурното решавање на општината, зборуваме за инвестиции. Господин Јорданов, 8 години вашите градоначалници не смогнаа сили да направат генерален урбанистички план. Ние го завршивме и сега е во фаза на одобрување во катастар. Ама не сте го завршиле, го нема. Добро, оставете Господине сега, Јорданов, бре. Абе, мора да знаете како течат Знам. постапките за изготвување на еден Само вие генерален дали урбанистички знаете? план. Многу добро знаеме, али тоа што го изготвуваме 4 Ќе ви години. кажат граѓаните на И го сигурност. закачивме сега на системот во катастар, по тоа иде одобрување мислење од ЕВН и завршува во одобрување во Министерство транспорт и врски. Ние правиме веќе урбанистички проекти, господин Јорданов, како да направиме индустријска зона. И тоа не само индустријска зона, господин Јорданов. Точно на делото од 3 чешми према Штип, од десната страна, имаме 300 хектари, господин Јорданов, државно земјиште, кое што ќе го претвориме и веќе го претвараат нашите урбанисти во општината во урбанистички проекти. Еден дел, околу 70 хектари, е планиран да биде комерцијална зона. Комерцијална зона, господин Јорданов, кое што ќе се градат аутлети, ќе се градат молови, ќе се градат рекреативни забавни делови за нашите сограѓани. Тие што ги видовме сега. Останатите, Добро, Јорданов, господине да заврши се. Јорданов, останатите 250 хектари ќе бидат инфраструктурно решени со урбанистички проекти за нашите стопанственици да инвестираат, домашни предпријатија да инвестираат. Сега тоа што не знаете да ви го објаснам. За таа парцела што ја зборувате вие, да може да влезе во опција да правите урбанистички проекти, вие морате да направите влез во таква индустријска зона. Тоа го решивме ние заедно со министерот за транспорт и врски Бочварски, обезбедивме влез во оваа индустријска зона за да можат нашите урбанисти да цртат и сртуваат урбанистички проекти за комерцијална индустријска Ви зона. честитам, Сега, господине Јорданов, одличен тандем. збориме вие странски инвестиции ќе се донеселе. Ние не сакаме многу странски инвестиции. Сакаме да обезбедиме простор домашни инвестиции да работат. Која? Сакаме да направиме начин нашите стопанственици да инвестираат во нашата општина. поставив прашање, Финансите одговорете ми. да остануваат. Сега ќе ви кажам, дозволете па сега Ајде. јас ве слушав убаво, зборувавте, ветувавте повторно празни флоскули. Значи, господин Јорданов, стартап компании за младите наши надежи, за младите интелектуалци кои имаат добра идеја. Веќе треба да знаете дека преку источно-плански регион има одобрени средства со меѓуграничната соработка со Република Бугарија. Обезбедени се средства за директно субвенционирање за стартап компании со нови иновативни идеи. И веќе формираме иновативна зона токму во оваа индустријска зона, иновативна напредна технолошка зона ќе биде тоа, каде што нашите млади иноватори, нашите млади интелектуалци ќе може да ги почнуваат своите компании. Дајте ми конкретен Најбитната работа што забравате да ја кажете, господин Јорданов, никако да дадете проект како да помагате директно на граѓаните. Знаеме дека здравствената заштита е под државата, централна власт, државната болница за здравствениот дом. Затоа како градоначалник, како совесен градоначалник кој што се грижи за здравието и за состојбата на нашите сограѓани, веќе во програмата е ставена општинска парамедицинска служба. Тоа ќе биде наша служба, општинска служба која што ќе биде дополнителна поддршка и помош на сограѓаните наши кои што се болни, кои што се безпомошни, кои што се инвалиди, не можат да се движат, оние кои што не можат да стигнат до болница, оние кои што не можат да си платат или да си купат одредени намирници, заедно со самиот фонд кој што го имаме веќе формирано во општината, каде што јас донесов од невладиниот сектор човек, неутрален човек кој што работи граѓански сектор цел свој живот за да биде директна комуникација меѓу невладениот сектор и општината. Тоа е начинот на кој што работиме. Може вака, мораме да сега ги само вклучиме. ще една работа Само- да завршам само Ајде. господине И Стојанов. ще рече. Од и два пати ве слушам, ми зборувате арогантен. Значи за вас е арогантен ако некој ви зборува со знаење, со факти, а не ароганција која ќе ви постават прашања да вратите како киша око крај. Еве, јас ви поставам Затоа прашање, мој дадете конкретен одговор. мој почитувам господин Јорданов. Денеска ви ја посветувам мојата изборна програма, да ја видите
како е напишана, со мој Еве, подпис, еве, да си исто ја така, јас ви прочитате, да давам си моја научите, изборна програма. заради Еве. тоа што ова не е ароганција, ова е добродетелство. Добро, разменете Јас си ги само сега, сакам разменете да си ви ги помогнам програми. да научите нешто Еве. како треба да го радите. Пишете и Истото ви. можете да го погледнете. јас ви ја подпишав да си само ја знаете. претходно сакам да ми даде конкретен одговор која компанија, домашна или странска, во овие 4 години отворила работно место и производствен Треба да погон. ги менувам по име фирмите или не? Еве дајте конкретен пример. Дајте ми конкретен одговор. конкретно имаме нов технометалуршки дел кој што се развива. Имаме конфекционерски дел кој што се развива. Па да не бевте вие со вашите блокади Ама, во собранието, вие ќе имаме и модерна очигледно- челарска индустрија која што се развива. Знаете ли дека Очигледно и Баргала што ја спомнувате токму така упорно, Баргала. знаете ли дека Очигледно Баргала Баргала ќе ја донесе посочите дека холанѓани отворила кои што работни места. взимаат чевли од нашава држава? Знаете ли Добар дека пример. странски пари, не во форма на инвестиција, Добар пример, граѓаните ќе слушаат. странски пари доаѓаат да се влеваат во буџетот на општина Значи Штип Баргала преку е даноците. компанијата која што отворила Господине нови Јорданов, работни места во овие ве четири поканува- Проđe подоцна, ве ги имаме на поканува линија, во- ги имаме на Аде, линија Баргала да се отиде. Граѓаните ќе слушаат. Да им оставиме простор на вашите проти-кандидати малку. Администрацијата е спомена Поликарп. Двете големи партии не зборуваат за администрација. Рационализација на администрација има во некои изборни програми. Има, например, формула повеќе од 30% од буџетот да не одат за плати. Колку се троши на плати од буџетот во локалната самоуправа? Има ли информација така? Или подобро да не прашувам? Некаде околу 100 милиони денари одат од вкупниот буџет, збориме на годишно ниво, одат за плати. Меѓутоа тоа што во овие 9 месеци како градоначелник, како човек кој што влезе да ја оправа ситуацијата во градот и да го пренесам сето оно искуство како доктор од 12 години кој што достигнав плато во мојата професија и морав да го споделам моето искуство и знаење што го стекнав во овие години, учејќи од попапентите и поискусните од мене. Направив комплетна реорганизација во административната работа и во јавните предпријатија. Дали знаете вие дека јавните предпријатија Стипион и САР како два различни правни субјекта беа антагонисти долги години назад. Не си работеа да бидат сплотени, да работат како едно тело. Стипион се работеше за себе, ИСАР се работеше за себе. Знаете, господин Јорданов, дека кога треба да се поправа канализациона водоводна мрежа, јавното предпријатие ИСАР мора да поднесе барање до Стипион, дека ќе копа, го раскопува, ја средува, а потоа Стипион треба да заврши тампонирање и асфалтирање на раскопаното место, со што едни према други си праќаат фактури на дотарување на тоа што ќе го направат. Оно што е уште побитно во јавната администрација, без разлика кој во кое време бил вработен, ќе кажам, некој од политичка партија, кој во кое време бил вработен, во овие 9 месеци сите добија шанса да покажат што знаат да работат, да искористиме не 100%, 150% нивните работни капацитети и да ги унапредиме сите оние што заслужиле. И денеска се унапредени не само оние вработени во времето на социјалдемократска, се унапредени луѓе кои што се вработени во времето на Зоран Алексов. Добро, поентата е нема партиска боја, кој знае да работи, Јорданов. Клучот за успехот на еден градоначелник и една локална власт е функционална општинска администрација, односно подигање на продуктивноста на вработените во администрацијата. Тоа што се случувало во минатото е проблем со кој што се провлекува. Партизираноста, партиските вработувања и она кое што денес се случува. Јас само ќе напоменам дека за 9 месеци во општина Штип се зголемил бројот на времено вработени на работа. И со тоа износот за плати е зголемен за овие 9 месеци за 6 милиони денари. Само за нови времени вработувања. Вие ветувате ли дека ќе намалите бројот на вработени? Ние ветуваме дека ќе ги рационализираме трошоците, Како? а дел од рационализацијата на трошоците е намалување на овие времени вработувања. Како? Но што е уште пожалосно? Што е уште пожалосно? Освен времените вработувања кои што се случуваат сега предизборно, општина Штип склучува договори со агенции кои што дополнително го преоптеретуваат буџетот на општината, па така јавното предпријатие ИСАР. И покри тоа што има вработени, чувари, редари, луѓе кои што требало да се обавуваат својата задача, склучува договор предизборен со агенција за обезбедување во износ од 2,5 милиони денари. Веднаш да ви скоригирам, предизборно, значи тој договор е раскинат заради тоа што не ги исполнуваат условите за работа, господин. Значи, освен тоа што општината прави трошоци за вработените, дополнително се издаваат финансиски средства со приватно партнерство. Дополнително, уште само ова да го кажам. На неколку месеци пред избори, во предизборен период, општина Штип
склучила договор за осветлување на 15 години со фирма од Охрид, наместо општина Штип и јавното предпријатие ИСАР да го сервисира осветлувањето и да се грижи за осветлувањето, затоа што има вработено луѓе, мора да се опреми и со нова механизација, со нови возила. Да, тоа е логично за да може да се подобрат состојбите во осветлувањето на градот. Но вие да издвојувате дополнителни средства со јавно-приватно партнерство на 15 години, на 3 месеци пред избори. Па зошто не сте ја направиле на 100 Добро, години? нека одговори Сега ќе ви Николов. објаснам, Ако господине може Јорданов. само да се прашај, искажам. повторно, На 15 повторно години вие одлучувате за наредните 4 градоначалници. Дали не станува збор овде за одредена провизија? И за овој договор, одговорно ви тврдам, дека после промената на власт ќе направиме ревизија и ако се утврди Иста штетни ревизија членови како што ја по правивте за основ паркинзите што троповте глупости. Ама- Буквално ама троповте токму, глупости, еве, сега ме влечете за Губевме јазик. време за работа. Па вие ја Троповте, зголемувате. еве на каде ви плат, се па каде вие ви се зголемувате кривичните обреми. финансиските- па, Срамота како да имаме зборувате кривични работи што пријави кога ги види се, држите добро, заврши. Добро, институциите кратко нека под ваша одговори. Да ви стега. одговорам Јорданов, сега. окей, имаме Вака прашање, се, нека господин одговори. Кратко, Јорданов. минута имате. Не е точно дека е подпишан во очини избори договорот за јавно природно партнерство за осветлување, тој е подпишан некаде јули месец. Прва работа, во јануари месец започнавме нова физибилити студија за исплатливоста на општината, дали треба да има јавно-приватен партнер за одржување на осветлување. Тоа го направија сите големи градови во нашата држава, така и направивме и ние. На 15 години. Ние не земаме точно, ние не земаме, ние не даваме ниту денар не даваме на оваа јавно-приватна партнерска фирма која Зошто што се лажете? одржува. Господин Јорданов, Зошто ве лажете? молам, пред да зборувате треба да научите, Ама немојте да зошто зборувате лажете? празни флоскули. Значи, Имате господине можност да- Јорданов, Нека се докаже, ние ако на лаже, оваа ќе кажете компанија вие не и даваме ништо. Само и даваме одврзани раци да го одржува осветлувањето со наша надлежност, со наша гледање и наше коригирање. Значи, денеска ние преку јавно осветлување нас собираат некаде на годишно ниво некаде околу 34-35 милиони денари. Со овие расходи кои што ги има општината за плаќање на вработени да ги менуваат силиците, со набавка на сијалици, набавка на бандери, набавка на сето оно што треба да имат осветлување. Имаме незадоволително во последните години рипна за 15%, претходно беше 45-50% осветлувањето во градот. Апсолутно ќе ви кажам. И господине Јорданов, ние сега како општина не само што добивме нова компанија која што ќе си го одржува осветлувањето, ќе си го работи, еве ги гледаме деновиве со 4-5 возила работи, нема капацитете ние тоа да го правиме. Значи со 4-5 возила менуваат сијалици на секаде во градот, не само тоа, него на годишно ниво во нашата општина ќе се задржуваат дополнителни 10 милиони денари кои што ќе бидат повторно инвестирани. Господин Јорданов, како одговорен политичар, 8 години сте во политиката, ако не се лажем, искоригирате ме, може да кажам да не ја погодам стаж од ваш политички. Живеете во Новосело, нашата најавтентична и убава насава од нашиот град и најстара. Никогаш не се пожаливте дека ви смрдеше од колекторската цевка, каде што колекторски цевки се пуштени во самата река Брегалница. Не реагиравте 8 години, сега од кога ве кажа дека ќе бидете кандидат за градоначалник, почнавте да кажувате како смрди, како 8 години трае. Само да ви кажам уште една работа. Зашто сега не ги соберете граѓаните од Новосело, да ги соберете и да отидете токму кај колекторската цевка и да се жалите зошто вие да се жалите, зошто е узурпиран, зошто е узурпиран паркингот во Новосело. Узурпиран е господине Јорданов од новите колекторски цевки кои што се донесоа. Уште 5 минути. Новите колекторски цевки кои што ги донесовме само да го завршам. Во наредните месец-два ќе биде сменета колекторската цевка. Ајде, на мирен начин завршиме. Со Брегалница да завршиме. Брегалница, реков Пловен Вардар, има дел од програмата на вашите. Што со Брегалница? Брани некој, можно или е да се подигне нивото, тие работи што се направени како патеки се поплавуваат, штом ќе заврне некој посилен дожд. За Брегалница кратко, кои се вашите планови? Нашите планови имате веќе гледам. Конкретно за река Брегалница е најпрво да се направи она кое што тие го ветуваа, а не успеа да го реализираат, а тоа е пречистителна станица за река Брегалница, со кое што со колекторски систем ќе се овозможи отпадните води да не завршуваат во река Брегалница и на тој начин да ја заштитиме реката Брегалница од загадување, но исто така да ја направиме достапна за сите рекреативци и за сите луѓе кои што поминуваат на тој дел од градот. Шеталиштето кое што е направено покрај река Брегалница, 4-та година шајка не ставија. Ништо од содржините кои што граѓаните имаат потреба да ги добијат.
спортско-рекреативни реквизити и игралишта, велосипедска патека покрај постоечката пешачка патека, можност за некој гостителски објект каде што граѓаните ќе имаат можност да застанат, да одморат, да се напијат кафе и да продолжат. Нешто кое што се случува во другите околни градови, но во град Штип го Реков нема. кратко ќе треба Николов на оваа тема. Јас да прашам? Да. Значи, зборувате за прочитателната станица, треба да знаете дека третата фаза е завршена за изградба на прочитателна станица и сега започнува четвртата фаза каде што надзорот од швајцарската власт, односно инвеститорска компанија дојде и направија пресметка дека нема да кошта 18 милиони, ќе кошта 21 или 22 милиони евра заради покачување на цената на железото. И таа веќе во четврта завршна фаза, господин Јорданов. Зборувате за шеталиштето и тука ќе кажам дека сте во право. Ниту шајка не заковавме на вашето шеталиште. Заради тоа што тоа шеталиште е направено како дивоградба. Апсолутно Секое е работење, точно. Па зошто не го секое кажете тоа ако е работење. дивоградба? Си има судски постапки, Ама сите како- судските постапки. како Јас можете немам со време вакви да се бавтам. квалификации Значи, да напаѓате? вие ве слушам Па тоа што е зборувате ќе направено, правите можете да го продолжување обжалувате. према Карорман. Вие врегувате во криминал. Зборувате, гледам во вашата програма, пред да ми ја дадете, јас се земав, ја читав вашата програма. Имавте направено на самата река Брегалница ќе градите асфалтирање, ќе знаете ли законите за градење, господин Јорданов? Покрај река, покрај крајбрежје на река не смеете да ставите асфалт. Токму е тоа причината зошто За ваш каков патеката е асфалт изградена за кој што Како зборувате манипулирате дека ќе ја Брегалница? надградите. Зошто манипулирате вака само грубо една градизм? дивоградба. Така да, Каков господине асфалт Јорданов, сте виделе? Вие јас немате само ни прочитано ви вашата програма, камо ли па нашата јас програма. само ве советувам да си седнете, да си учите работа, да го загреете столчето Ќе се случајно. учите вие Ова ви го после кажувам, 17 октомври, тоа ви Добро, поветувам. добро детелство ви го Добро, ќе си кажувам ги како научите човек лекциите кои кој што што не ги помина научите овие многу во 4 години. животот, а вие Тоа ви сте го ветувам да треба Добро, учите. за крај. Кажете по една книга, препорачите се. Мокте на подсвеста. Зошто? Еве, па затоа што таа е водилка во нашиот живот. Треба да пробате за да успеете. Треба да се борите за да успеете. Моките на подсвеста е многу битен чинител во нашето функционирање. Николов? Јас мислам дека господинот Јорданов нема време да чита белетристика и литература, него советувам да почне да ги чита законите на локална самоуправа, функционирањето на локалната самоуправа, работењето на јавните предпријатија и пред малце му дадов книгата, односно програмата на доброто за Штип, да ја научи убаво и бидејќи тоа ќе го чека во наредните 4 години. Мене праше Николов, кога се кандидираше, даде ли оставка од пратеничката функција? Апсолутно. Законски не можете да бидете градоначелник. и да- Не. За време на кандидатурата? Не. Истото не го направи и Јорданов, така? Да, во овој момент не функционира собранието на Република Македонија. А сакате да даете оставка или не? Па не функционира. Јас не сум во работен во овој момент не одам на работа во собранието затоа што не е функционално. Имате ли мани? Нормално како секој човек, нормално дека имаме мани, правиме грешки, се трудиме да ги коригираме тие грешки. Сите сме ние грешни и битно е тие грешки да не ги правиме со умисла. Секој од нас кога работи прави грешки, но грешките да не се со умисла и да не се намерни. Николов? Апсолутно, секој индивидуа има мани, дури и компјутерите кои работат имаат дефекти и прават грешки во работењето, затоа јас моите мани ќе ги кажам или моите грешки кои што ги правам во животот ги покривам со тимот кој што го градам околу мене. Така направив тим на клиника за кардиологија кој што работи и се договараме, си се консолидираме во секоја работа, така направивме сега тими во општината од луѓе од правен, економски и градежен сектор кои што апсолутно ми упатуваат и ме доучуваат во сето оно како познавање кој што го немам за одредени области. Берете кој прв ќе почне порака до регионите, има уште неколку дена, се гледа дека ајде, да одредам јас или кој сака? Добро, не е спорно. Почитувани наши сограѓани, вие најдобро знаете што имавте можност да видите во овие изминати 4 години власт на Социјалдемократскиот сојуз. Понижувањата, омалуважувањата кои што ги видовте, заслужуваат промени, заслужуваат казна. Затоа ве повикувам масовно на 17 октомври да излеземе во масовен број, да заокружиме за број 7, за промени, за подобра иднина, да создадеме нова иднина за градот Штип. Програмата која што ја нудиме гарантира силен економски, инфраструктурен, социјален развој на нашиот град. Затоа ве повикувам масовно на 17 октомври да заокружите за број 7, за советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата и за Иван Јорданов за градоначелник на општина Штип. Николов?
Почитувани мои сограѓани, штипјанки, штипјани, во поминати 4 години, а последно во последните 9 месеци покажавме како се води и како се работи една општина. Покажавме дека сме 24 сата меѓу вас, 24 часа со вас, во сите мала, сокаци, улици, бидејќи само на тој начин можеме да ги слушнеме и да ги предочиме вашите проблеми во една прекрасна програма како што е програмата Недоброто за Штип. Затоа, примарно, ви посакувам успешно, ви посакувам чисто здравје, да ги почитувате мерките за ковид пандемија, носење маска и социјална заштита, и на 17 октомври лесно со вашата фамилија, вашите пријатели, вашите комшии да си излезете, да си го закружите бројот 12, кандидат за градоначалник доктор Сашко Николов, кандидатската и победничка листа за советници на општина Штип предводена од доктор Александар Мишев, бидејќи со сето она што го работевме во овие 4 години, го знаеме и го даваме на доброто за нашата општина. Ова беше се, почитувани слушатели, ова е последната емисија во изборната кампања, во сабота предизборен мол, и јас да ви кажам лична една порака, бидете умни, гласајте мирно, да нема инциденти, кој како сака, кој како ќе одлучи, нека биде мирно, фер и демократски. Пријатно и да слушање. Стадион. Емисија за вашата вистина.